Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Започна раздолжувањето кон компаниите за солидарен данок. Македонија лани добила 2100 нови магистри и доктори на науки. Меѓу најучените доминираат жените. Штетите од каснување на бездомни куќиња во општина Прилеп ќе се утврдуваат спогодбено. Академската уметница Бојана Ардиновска со мултимедијална изложба Оган во ликованата галерија во Прилеп. Времето денеска облачно, од вечерва дожд и заладување. Урбан маркетинг. За престојните празници ние сме тука. Живинарска фарма Долни Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај плоштадот Итар-Пео. Повелете и купете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави и свежи со различна големина. Цените се прилагодени за сите кои сакаат вкусна семејна трапеза. За вашиот омилен специјалитет потребни се вкусни и квалитетни јајца, а тоа го имате кај нас, Живинарска фарма Долни Прилеп. Дојдете, купете и имајте вкусни семејни спомени. За сите вас, најубави јајца за среќни великденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долни Прилеп. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп, подготвени за заедно да ги прославите великденските и првомајските празници. Прославете и наздравете со вашите деловни партнери и колеги, со вашите семејни пријатели и семејства во прекрасниот амбиент со највкусна храна во Прилеп и месни специјалитети. Посномени, тавче, гравче, салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширтени и тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Трио 95, 30 години традиција, 30 години квалитет. Мора да се вкуси и проба се што е од Трио 95. Пици, моите кифли, лиснати погачици, пирошки, лиснато тесто, тесто за пици. Треба само да го посакате вашиот вкус и со нашите производи имате вкусна празнична семејна трапеза. Различни вкусови, а врвен квалитет. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп. Среќни великденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на фејсбук страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец.
Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Повеќе од 16 милиони евра им се вратени на компаниите од кои во 2023 година беше наплатен солидарен данок. Министерството за финансии започна со исплатата која ќе се одвива во 2 рати. Првата ќе се реализира во текот на месецов, а втората во март идната година. На тој начин државата ќе се раздолжи со најдоходовните компании во износ од околу 49 милиони евра. Повратот на средствата се врши врз основа на доставено барање од страна на компаниите до Управата за јавни приходи, а врз основа на донесен правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за враќање на повеќе или погрешно наплатен данок. Компаниите барањата ги доставуваат до Управата за јавни приходи и согласно податоците досега барање имаат доставено вкупно 117 компании. Законот за данок на солидарност собранието го донесе во 2023 година. Со него беа офатени големите компании кои во 2022 година остварија вкупен приход поголем од 615 милиони денари или 10 милиони евра. Конкретно, од 156 компании во текот на 2023 година имаше буџетски прилив од 49,2 милиони евра. Се зголемува бројот на граѓаните во земјава кои не се задоволуваат само со основното ниво на факултетско образование. Минатата година 2100 лица стекнале научни звања. Статистиката забележала 1855 магистри и специјалисти и 245 доктори на науки. Паралелно со тоа се менуваат и состојбите во евиденцијата на Агенцијата за вработување. На листата има 535 магистри и 22 доктори на науки. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат умерен раст кај магистерските студии од 0,5%. Годишното движење е поголемо кај стекнатите докторски титули за 14%, што е одраз на засилен интерес за повисокото научно образование. Со звањето магистар лани се здобиле 1558 лица или 84%, додека специјалистите се 297 или 16%. Во оваа структура значајно е учеството на жените со 61,2% од вкупниот број магистри. Проблемот со бездомните куќиња не е само прилепски, туку и на ниво на Македонија и потребни се системски промени и мерки. Дотогаш во Прилеп ќе се зголемува капацитетот на стационарот за бездомни куќиња, кој што функционира во рамките на јавното комунално предпријатие Комуналец, а штетите од каснување од бездомните куќиња според новиот правилник на општината ќе се утврдуваат спогодбено, рече градоначалникот Продановски во своето прво гостување во програмата Радио што се гледа. Е сериозен проблем. Денеска бе од јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп предлага дека може да во стационарот да се направат уште неколку легла, имаат простор. Еден дел од решавањето на проблемот, уште еден дел од проблемот е донесувањето на упатството на Советот на општина Прилеп за непосредни спогодби со граѓаните кои што се оштетени, да го намалиме буџетот кој што се троши, односно средствата и за адвокатски трошоци и за конгрен. Значи, тоа е еден начин за да се намалат тие средства кои што досега одеа. А тие средства да се искористат во вложување во капацитети кои што би значеле третман на уличните куќиња. Апелирам до граѓаните да нивните миленичиња не ги пуштаат по јавните површини. Има начини како да ако не сакаат да го чуваат, да го дадат на посвојување, да побараат стручна помош од ветеринарните станици кои што ги има низ градов. Навистина проблемите сами си ги правиме, а после се на штета на одреден број на граѓани, или тоа се деца или повозрасни кои што не можат да се одбранат од тие куќиња кои што ги имаме, и верувам дека во периодот кој што следи барем ќе го намалиме бројот на тие куќиња по улиците.
Во ликовната галерија од Центарот за култура Марко Цепенков утре 27 март петок од 19 часот ќе биде отворена изложбата Оган од академската уметница Бојана Артиновска. Мултимедијалниот проект Оган ќе се одржи под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија. Во рамки на отворањето на изложбата, авторката Артировска ќе изведе перформанс сликање во живо како дел од процесот на создавање и непосредно представување на енергијата на огнот. Бојана Артиновска е визуелна уметница родена во Велес, а живее и работи во Битола. Дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје на одсек сликарство и сценографија. Од 2000 до 2003 година работи во Америка, пошто активно отвори на македонската уметничка сцена. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со повремени врнежи од дожд, додека на планините се очекуваат врнежи од снег. Во Прилеп минималната температура достигна до 5 степени, а максималната се искачи до 14 степен. Според најавите, облачноста ќе се задржи во текот на денот, а локално ќе има повремени врнежи, особено во планинските и повисоките предели. Таму, според пониските температури, дождот ќе преминува во снег. Ќе дува слаб до умерен ветер кој на одредени места може повремено да се засили. Температурите ќе бидат во рамки на сезонските вредности со посвежо време во повисоките региони. Метеоролозите најавуваат дека ваквото променливо време ќе продолжи во наредните денови со можни нови врнежи и постепени температурни осцилации. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника вести, продукција Радио Пела, март 2026. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.